Политички инструирани и непримерни биле изјавите на родителите на загинатите во дискотеката Пулс од Кочани, кои вчера повторно бараа правда, но и оставки од функционерите, смета владата. Од владата велат дека ја разбираат болката на родителите, но и дека жалат што некои политички структури имаат традиција на некрофилија. Целост ја разбираме како влада нивната болка, тоа неколку пати досега сме го кажале, но од друга страна морам да кажам со жалење дека беа слушнати лични напади кои што пак политички структури имаат за цел да ги искористат во некоја политичка позадина. Навистина жалам што некои политички структури имаат традиција на некрофили. Аналитичарот Александар Кржаловски пак смета дека трагедијата во Кочани е рефлексија на руинираниот систем. Според него, корупцијата во последните 3 години е најголем проблем во државата, која за жал доведе до голема трагедија. Буквално секоја влада е една од 5 приоритетни точки е тоа, ова е меѓу првите и реално бидејќи од 20 години истражувања до пред 3 години не беше најголем проблем, ама овие 3 е најголем проблем. Корупцијата и како што рековте Кочани го рефлектира тоа бидејќи е очигледно случај на можеби не голема корупција како што ја викам за коридорите, да плаќаме 15 милиарди за нешто што сме платиле 6 милиарди пред само 5 години, 6 милиони евра по километар, но е след на веројатно голем број мали коруптивни работи кои доведа до голема трагедија за жал. Она што гледаме дека владата го прави, вклучително со тој случај е да речеме чекор во добра насока со истрагата и со притворите и слично, меѓутоа треба да видиме како тоа ќе се заврши. И додека родителите бараат оставки од претседателката Гордана Силјановска-Давкова, премиерот Христијан Мицкоски и министерот за внатрешни работи Панче Точковски поради селективна истрага, владата денеска најави дека планира одмаралиштето Пониква да го стави на располагање на Министерството за здравство со цел да се користи како објект за продолжена медицинска нега и рехабилитација на лицата повредени во пожарот во Кочани. Пациентите ќе бидат распределени во неколку групи и циклуси на терапија, се со цел да се овозможи персонализиран пристап кон секој поединечен случај во согласност со препораките на лекарите.